Оваа пресконференција денеска ја свикуваме од причина да ги потсетиме директорите во основните училишта и секаде онамо каде што има зголемен обем на работа на вработените во училиштата, да постапат согласно позитивните законски прописи и колективен договор. И денеска е практично и минута до 12 во пресметката за плати да ги израчунаат и зголемениот обем на работа, односно зголемените часови поминати на работа. Имено се работи за реализирање на наставниот план 2020-2021 година, каде што делот воспитно-образовниот процес се реализира со физичко присуство на учениците, односно од прво до трето одделение учениците доаѓаат во училиште. Согласно препораките на Комисијата за заразни болести усвоени од владата, сите оние паралелки кои што бројат над 20 ученици, потребно е да се поделат во две групи. На тој начин автоматски од едно одделение се создаваат две паралелки, односно две групи, каде што еден наставник неретко работи со две групи. Тоа буквално значи удвојување на работата и удвојување на потрошеното време, удвојување на потрошената и физичка и психичка енергија. За таа цел бараме од директорите оваа дополнителна работа да ја израчунаат и да стават во вид на додаток на плата заради зголемен обем на работа, односно прекувремена работа. Таков основ се разбира дека постои во законот Законот за работни односи и постои во општиот колективен договор, каде што е конкретно утврдено колку ќе биде зголемувањето на плата по основ на прекувремена работа. Од теренот имаме информации каде што одредени директори и на некој начин и не сакаат да го спроведат законот и колективниот договор, каде што некои тврдат дека немало зголемен обем на работа и дека е нормално еден наставник дупло да работи со двете групи. Други училишта кажуваат, па и општини кажуваат дека нема пари. Трети пак кажуваат дека ќе дале слободни денови на вработените за извршената дополнителна работа. Сите овие три наведени аргументи или кажувања од страна на директорите за нас како СОНК се неприфатливи и ние децидно бараме да им се исплати на овие вработени. Имено и Министерството за образование и наука на 21 октомври испрати писмо до училиштата, односно до директорите, каде што ги потсетува на законските одредби и ги упатува доколку има зголемен обем на работа да се исплати прекувремена работа. Од таа причина ние последен пат ги апелираме до директорите, практично ги предупредуваме да постапат согласно законот и општиот колективен договор. Во спротивно тогаш ќе мора ние како СОНК да застанеме зад наставниците и секое прекршување на закон и колективен договор соодветно да го пријавиме на надлежните, односно можно и да поведеме и судска постапка. Инаку, добро е да и наставниците кои што имаат зголемен обем на работа писмено да се обратат најнапред до директорот на училиштето преку архивата и со тоа да ги побараат своите права од страна на директорот.